Председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министър, почитувана јавност, најпрво мислам дека требаше да има доблести министер од Фатмир Бесими, па и вие, да излезете и да кажете дека ова не е дел од стратегијата на даночните реформи, односно планот кој што беше донесен претходно за периодот 21-25, и ова е една нова давачка, затоа што ја доведовте Република Македонија во една криза за пари, заложничка криза, која што претходно имаше каматни стапки за побарувањата од државата со 1,5-2% камата, сега дојдовте до 6-6,5%, имате неликвидност, не ви даваат пари, не можете да доспеете до средства на меѓународните пазари и сега изнаоѓате начини поради притисокот од ММФ, за да не паднеме под нивен ангажман. Затоа што ако беше ова планирано, ќе беше планирано од 2021 година, па сите ќе можеа да имаат предвидливост во нивните проекции, сите предпријатија. Меѓутоа, ова е нешто ново, затоа што дури предпоставувам и вие не сте мислеле дека ќе има меѓу вас толку апаши и толку криминалци кои што по сите основи украдоа. Сега, како и до сега, што ви рекол Али Ахмети, така и од сега вие не ги слушате барањата на оние кои што се најзасегнати. Најзасегнати се стопанските комори. Стопанската комора на Република Македонија испрати еден допис и до владата, и до председателот на собранието, за да се повлече ова. Меѓутоа, вие како и до сега со злоупотреба на европско знаменце ставате некој си нов закон кој што ќе значи празнење на овие кои што ја полнат државната каса. Во Стопанската комора, почитуван заменик министер, не членуваат малски дуќанчиња. Во Стопанската комора членуваат оние генератори кои што треба да го наполнат буџетот, а сите останати во Република Македонија да функционираат нормално благодарение на нивната економска активност. И сега од тој клуб 100 од Стопанската комора испрати едно писмо каде што прецизно ви наведуваат зошто не треба ова да се примени и која ќе биде штетата во иднина. И тука се подпишани гиганти. Тука е подпишан како председател Бранко Азерски, тука е подпишан Хари Костов, сите го знаете Хари Костов, поранешен премиер на Република Македонија. Тука е Андреја Јосифовски, оној кој што сега го зафркавате за тие 30 на милиони евра, па му барате реке 20-30% за ги исплати државата, за кој што седевме до Сабајле, газдата на Мак Петрол. Тука е Живко Мукаетов. Живко Мукаетов е величина во економијата во Република Македонија и во она што се добива како прилив. Тука е Илија Гечев, можеби најбогатиот македонец, и тука е професор доктор Кочо Ангјушев, поранешен министер во владата на Република Македонија. И сега вие ги игнорирате барањата на оваа петка, ги игнорирате за сметка на тоа што не можете да си ги исполните проекциите и она што сте го замислувале дека ќе го исполните. Почитувам заменик министер за тоа што гледам дека во салава нема многу економисти, а знам дека вие ќе ме разберете, сакам да ви прочитам една приказна која што му ја прочитав претходно и на министерот Бесими. Приказната е од професорот Дејвид Камерчен, кој што е професор на Универзитетот во Џорџија во Америка, професор по економија, и преку една шанкерска економија има представено токму она што значи функционирање на даночниот систем. Вели овака, да предпоставиме дека секој ден 10 мажи одат на пиво и на крај заедничката сметка излегува $100. Ако ја плаќаат сметката според начинот на кој што ги плаќаат доноците, тогаш ќе изгледа нешто вака. Првите четворица, односно најсиромашните, нема ништо да платат. Петиот ќе плати $1, шестиот ќе плати $3, седмиот ќе плати $7, осмиот ќе плати 12, деветиот ќе плати 18, а најбогатиот ќе плати $59. И така тие оделе пиеле пиво секој ден, како што бил договорот, според приходите си ја плаќале сметката, се додека еден ден собственикот на пабот или на ресторанот не решил да им ја намали, оти му биле редовни муштери и рекол, ај наместо 100 од денес ќе плаќате по 80. И овие се согласиле. Сега по новиот ФЕСАП испаднало овака. Првите 5
сега нема да плаќаат. Претходно 4 не плаќале, сега првите 5 нема да плаќаат. Шестиот кој плаќал претходно 3, сега ќе плаќа $2. Седмиот кој плаќал претходно 7, сега ќе плаќа $5. Осмиот претходно плаќал 12, сега ќе плаќа 9. Деветиот претходно плаќал 18, сега ќе плаќа 14, а оној најбогатиот претходно кој што плаќал $59, сега ќе плаќа $49. И сега овие се налутиле, рекле, абе како овој најбогатиот 10 него ќе му намалува, $10 се пари за нас. И зеле го истепале. Наредниот ден кога отишле овие 9 мина, оти тој 10-тиот веќе бил лут, оти бил истепан, не отишол. Кога отишле во кафаната, виделе дека немаат пари ни пола сметка да ја платат. Затоа што го избркале најбогатиот. Знаете што ќе се случи у превод? Најбогатите, или овие што се од клубот 100, или Гечев, или Јангјушев, или Андреја Јосифовски, многу лесно ќе си заминат во друга кафана да пијат пиво. Ќе си заминат во Грција, ќе си заминат во Бугарија, во Косово, во Србија, тука нема да го пијат пивото. Крах ќе доживее економијата. И сега, како последица на оваа приказна, има уште една работа која што владата не сака многу да ја дознаа македонската јавност, меѓутоа на 7 август, МИК Свети Николе, баш од овие причини, најави можност за минување од државата. Знаете што значи да изгубите еден таков гигант како МИК Свети Николе? Знаете дека тие имаат континуирани барања за некакви олеснувања за кои што вие немате абер да седнете да разговарате со нив, нипа да ги слушате. МИК Свети Николе ако замине од државава, овчеполието ќе ни замре. Може би ќе дојде некој друг. Ама собствениците на МИК Свети Николе, ако отидат да пијат пиво, фигуративно кажувам, во друга држава, Свети Николе ќе пропадне. Ниту нафта, ниту работници, ниту придонеси, на крај кој ќе добие? Еве, запрашајте се кој ќе добие ако МИК Свети Николе си замине. Тоа е таа последица која што има објаснето многу добро овој професор Девид Камерчан. Понатаму, сивата економија, 40%. 40% сива економија. И сега, ако ви имавте држава, ако имавте систем кој што функционира, наместо да ги товарате овие со нови давачки, со нови даноци, па активирајте, има повеќе од 1000 инспектори во држава, активирајте ги, нека одат таму кај што се работи на црно. Видете процентуално колка ви се придонесите, да речеме, од Кавадарци и од Тетово споредете по глава на жител. Не сакам да правам некакви разлики, меѓутоа, ајде, да не биде така, нека биде од Дебар и од Струмица. Ајде, видете колкава е разликата по глава на жител. Точно се знае каде се развива таа сива економија, меѓутоа, ова е политички пазар. И политичкиот пазар нив им гарантира сигурност и безбедност и недостапност за институциите на системот, а овие кои што се генератори на економија, ќе ги толчиме. Апсолутно нефер. Каква солидарност е тоа? Јас навистина се запрашувам. Извештаите на Државниот завод на ревизија точно ви детектираат каде имаме проблем. Имаме во јавните набавки, во договори во 4 очи и така натаму. Па намалете таа злоупотреба, ќе ги надополните овие 7-6 милиони кои што сте ги предвиделе. Од друга страна, еве, банките ве зафркна. Банките си најдоа начин, тие нема да плаќаат. Пак ќе останат овие што се големија компании, останатите да ви го плаќаат ова што е последица на вашата неспособност. Уште една работа. Има мерки, има препораки, кои што кажуваат дека треба дигитализација, дека треба безготовинско плаќање и така натаму. Ама од друга страна во буџетот за 2023 средствата за дигитализација се намалени. Сега на кај оди во овој бод? Знае ли? Се знае ли кај оди Република Македонија? Имате препораки кои што не ги применувате, имате јасни показатели по сите параметри како се собираат даноците, каде е сивата економија, и тоа не сакате да го сузбиете, ама од друга страна нема да ги слушаме стопанските комори и нивните барања. Мислам дека со оваква динамика и со овакво постапување нема да стасате далеко. А за жал цената на оваа неспособност ќе ја плаќа секој еден граѓанин на Република Македонија и во иднина, за жал, не само сега. И ова ќе биде една кратна помош кон државата
и ако може да се нарече помош. Еднакратна дава